Се трудев да најдам едно македонско знаме. Немаше ни едно. Имаше американско, имаше данско и имаше знаме на Европската унија. Барањата им се толку небулозни и толку глупави што немаат врска со реалност. Тотално некомпетентни ќе бидат. Тоа е едно. Второ, на овој начин се создава дуализам во правосудниот систем, пошто сега ќе постојат две права. Едното право како што е изгласано да важи и другото право толковно право. Значи ова ќе се толкува, бидејќи законот на еден јазик има едно значење. Законот, истиот закон на друг јазик ќе има сосема друго значење. И тоа е толкување практично. И тоа е недозволено и со устав, и со закон, и со било кој принцип и концепт на правда. И сега имаме дуализам во правосудството. Ние нема да имаме еднаква правда за сите. Ние ќе имаме една правда и уште една правда. Од де факто ќе биде федерализација на системот. После немојте да се жалите, знаете, ама има повеќе албанци во затворите. Дискриминација. Не, неспособен е адвокатот, неписмен, не знае што значи законот. Ќе положи на албански. Законот е на македонски. Судот се произнесува на македонски. Судот размислува на македонски. Заради тоа што законот е напишан да важи и смислата на законот е во тој еден јазик. Се друго е толкување. И се тој адвокат ќе биде неадекватен. Меѓутоа, во капитализам, окей бе, сакате така, полагате така. И ќе бидете најнеконкурентни. И кога ќе има повеќе албанци во затворите, немојте да мислите дека тоа ќе биде дискриминација. Не. Тоа ќе биде неспособни адвокати, неспособни правници, кои што не знаат како. И тоа е.